Јас предавам графика, графички техники и цртање. Графички техники и цртање. Ти си на која насока? Графика. Графика. Менторка. Значи, вие, да, Да. менторка. И кај вас функционира тоа, бидејќи кога го спремавме, например, подкастот за музичка академија, тоа и беше главното, да речам, на деканката Дарија, тој беше главната цел некако да се пренесе, па и не само и на идните студенти, туку и општо на целава, да речам, универзитетска фела, дека генерално на уметничките факултети, ама особено на музичката академија, функционира чисто менторски студирањето. Или кај вас е така? Па да, Например, прв пат слушам дека има ментори на ФЛУ. во глобала да, менторски функционира, пошто главните предмети што се на факултетот ги предводи менторот и со него е најголемата дискусија. Мада кај нас не знам, имаме доста комуникација и со останативе професори, така малце е подинамично, би рекла. Да, во принцип наставата е осмислена менторски, иако тоа се вика кај нас водење на класа. Значи, порано имавме индивидуална настава, бидејќи беа помали групите на студенти, сега се малку поголеми и не се води како индивидуална, иако е речиси индивидуална, бидејќи ние работиме во ателје. Имаме екс-катедра предавања, меѓутоа тие се многу помал број него како на вашите факултети, бидејќи е главна практичната работа, нели? Так. И работата во ателје. И тука за среќа графика и од прва до четврта година го делат ателјето и заради тоа нашите студенти можат да комуницираат со другите професори, иако и вајарскиот оддел, нели, сега кој што се вика катедра за скулптура и трансмедиумски практики, тие се во посебни простори, но во иста монтажна барака, така да можат да комуницираат. Значи, ние секогаш ги на некој начин практикуваме да им биде пракса на студентите да комуницираат и со другите ментори, затоа што собираат поинакви искуства. Да, ова е нешто слично како ФДУ можеби. Бидејќи од тоа што го разбрав од музичка академија дека е строго менторска работата. Нели си има тие катедри во однос на различните инструменти и е строго менторска. Добро, ама пак е различно, пошто музичка академија, не знам, не може некој што свири на гитара да дискутира со некој што свири на контрабас. Па, Ние на сите некој сме начин, уметници, пак си даваме идеи и мислења за работите што ги прави. Освен ако не свират заедно концерт. Да. Може, да. Добро, да. Секој си има различна визија, нели? Музичарите би требало да бидат поиндивидуални, нели? Најверојатно мешање на менторства би создало конфликтна ситуација, не знам, тука не би коментирала, меѓутоа на факултетот за ликовни уметности, нели, зависи и од менторот, ама генерално сакаме студентите да комуницираат и со нас, иако на пример има студенти кои што се, бидејќи графика е сместена во Сулијан, во старата чаршија, додека скулптура, сликарство и ликовна педагогија се во делот што е на факултетот за ликовни уметности, ама кај педагошкиот факултет. Значи, и има студенти кои што мене не ме виделе. Така, да. Меѓутоа доаѓаат на настава и во Сулијан на акт и едноставно се плашат, значи да пристапат и да бараат комуникација. Меѓутоа па не се само ниту професорите криви, студентите понекогаш не знаат ни кој е професор на другите катедри. Во принцип би требало да бидат запознаени, бидејќи на сите уметнички факултети предаваат врвни уметници од Македонија. Значи, доколку сте студент на факултет за ликовни уметности, би требало да знаете кој се предава и што предава на факултетот, нели? Би предпоставиле, да. Да. Создава ли тоа проблем што е така распределен факултетот низ цел град, да речем? Па секогаш се тоа се има и добра и лоша страна, нели? Например, Сулијан е простор кој што факултетот го има добиено уште во основањето, факултетот бил сместен каде што е сега средно уметничкото училиште. И потоа го добива Сулијан како простор каде што може да се реализира настава и тогаш постоеле помалку катедри, помалку студенти, помалку професори и тој простор бил доволен. Јас кога
почнав да студирам 91 година. Таму беше графика, беше една класа сликарство и целиот вајарски оддел сега катедра за скулптура. Значи пак се мешавме, имавме и се уште имаме заеднички часови сите катедри, вечерен акт, значи тоа цртање по жив модел, што е обично во попланевните часови, затоа се вика вечерен акт. Така. И сме биле во комуникација секогаш. Сега има повеќе студенти, има повеќе вработени, ни треба повеќе простор, бидејќи имаме повеќе катедри, сакаме и нови студиски програми кои што го следат нели текот на модерното живење и интересите на вас младите, нормално и за да ја опфатиме ликовната светска сцена. Така да ни е потребен повеќе простор и тоа сме можеле да го решиме така. Од друга страна, најверојатно им е напорно на нашиве студенти шетање, ама по друга страна па имаат слобода. Да шетаат низ цел град. Да. Не се како инспирација да се врзани, да. врзани за една зграда. Да, баш како што рековте, се си има добра и лоша страна. Рековте дека се зголемува бројот на студенти, порано имало помалку, сега има повеќе. На што се должи тоа? Класите беа помали тогаш, така? Значи се запишува максимум 6 студенти во една класа, значи на приемен испит, иако се пријавуваа многу кандидати, по 20-30 на една студиска програма или па повеќе, а се примаа само 6 или плюс уште 20 кандидати по националност ако влезе, значи класата беше од 8. Јас од кога предавам на факултетов, тоа е 15 години, сум имала класи од по 17 студенти. Сега, последниве години, можам да кажам дека се намалува малку бројот на студенти кои што се кандидати, нели аплицираат за да се запишат на факултетот за ликовни, меѓутоа графика и сликарство секогаш ја пополнуваат квотата од 12, 6 во државната квота, 6 во кофинансирање, додека скулптура од некои причини не знам зошто не е толку актуелна и секогаш има максимум по 5 студенти, иако за мене скулптурата е најблиска до објекти, инсталација, сето тоа што го чини нели уметничкиот свет интересен и не знам од кои причини на оние кои што се заинтересирани да бидат уметници не им изгледа тоа толку примамливо. А за мене е примамливо. Ја од аспект на бивши студент во средно уметничка, многу луѓе им беше интересна скулптурата како поим и производите што излагуваат од неа, ама ги плашеше помислата на работење на монументални дела и работење со материјалите. Некако од одговорност, од аспект на колкава одговорност имаш? И одговорност и дали ќе се снајдат со толку голем објект и... Може би е тоа, видиш, добра идеја зашто треба да се разговара со идните, нели, потенцијални студенти на факултет за ликовна, особено што имаат интерес кон скулптура, бидејќи скулптурата не мора само монументална да биде. Тоа може има и ситна пластика, има и релјеф, има, нели. Може воопшто да не биде класична скулптура, туку да бидат објекти, значи различни аспекти е тоа, не би требало да ги да ги плаши. Впрочем, кај нас искуствата за монументална скулптура се скромни. Да. Многу скромни, да. Сега со 2014 проектот стана. Могу се актуализираш. Да, за жал не беше тоа изведено баш како што треба, за да туку беше на ура и немаше начин на селекција. Природна. Навистина. Ама па сега гледајте на добра, значи има и лоша, има и добра страна. Добрата страна е што веќе има искуство со монументална скулптура поголемо. Веќе имаме скулптори искуство. Да. Да. Како се одвива приемниот на испит? Викате дека голем дел од студенти, мислам голем дел, десетина и повеќе студенти биле одбивани. Не, всушност не се ни десетина, рековте. Порано зборуваме, да. Порано селекцијата беше поригорозна, да. Обично е така на сите факултети, за жал.
Добро, сега имаме многу приватни универзитети, има и средношколци кои што сакаат да студираат, а всушност не сакаат да студираат, значи сакаат лесно да добијат диплома. Ја мислам дека се уште УКИМ важи за најјакиот универзитет во државава и дека држи до своите критериуми, иако се малку намалени, меѓутоа мислам дека не попуштаме многу. Значи ги имаме приватните универзитети, имаме повеќе државни универзитети, за разлика од јас кога бев студент, кога беше единствен, уствари не. Имаше и Битолскиот постоеше и уште некој. Не знам кој. Гоце Делчев? Штипскиот не, тој е нов, така, за Штипскиот премиум, не, тој е релативно нов, тој е од пред неколку години. Може би имаше еден факултет, мислам дека односно универзитет во Прилеп, исто државен. Да, тоа беше нешто економски, така нешто. Да. Но тие се Потоа имате, нели, глобализацијата си го прави своето и младите си се поотворени и си ги бараат своите можности, нели, надвор. Има голем број на уписи надвор, значи кои што си завршуваат, голем дел се враќаат пак назад, некои си остануваат, некои се враќаат назад. Меѓутоа, мислам дека и наталитетот намален. Тоа е сега, да. Така да има повеќе фактори, во секој случај можеме да бидеме, поинтересни и поактуелни, во смисол да ги запознаеме идните генерации што ги очекува, затоа што мислам дека не се доволно запознаени. Јас дури имам слушнато дека има средношколци кои што сакаат да студираат уметност, а не знаат дека постои факултет за ликовни уметности. Да. А тоа е многу една чудна ситуација, нели? Мислам дека треба да поработиме заеднички сите уметнички факултети, не само ликовна уметност, на подигање на свеста на вистинската култура, за вистинска култура, бидејќи сме обкружени со и визуелно и слуховно и на секој начин со кич и со шунд, против кој што мора ние да се бориме, нели? Ние сме си сами криви што достигнал до ова ниво. Така да подигање на свест, особено во мојот домен, визуелна култура, ни е приоритет и баш со Милена, која што е актуелен председател на студентската организација, разговараме за опциите како да ги запознаеме средношколците со можностите што ги нуди факултетот за ликовни уметности. Кои што сметам дека не се мали, значи имаме простори кои што тежнееме да ги апдейтираме, нели, и со опрема и со алати. Се надевам дека во овој близок иден период тоа ќе биде на уште подобро ниво. Имаме два нови галериски простори, едниот поголем, едниот помал, на различни делови од градот. Студентиве ни се активни, еве со Еухаус имаме доста проекти кои што ги имаме реализирано. Последнава година кои сум. Да, последнава година ќе имаме и нови, скорешни. Ке ве каниме да покривате, ако сега настани. Супер. А има и настани за кои што не знаат многу луѓе, ние ги објавуваме на социјалните мрежи, меѓутоа треба најверојатно да бидеме поагресивни малку, бидејќи имаме 4 изложби кои што се случуваат во текот на годината, секоја година, ноелни се, значи, имаме Драгутин Аврамовски Гуте за графика, ние имаме четворицата мајстори на модернизмот, на сликарскиот оддел, имаме на скулптура Хаджи Бошков, на ликовна педагогија има награда која што се доделува и треба да се реализира изложба, мислам дека нема да се реализирано. Имаме Борка Лазески во договор со Музеј на град Скопје и годишната изложба која што е као најголемиот настан, главниот настан, што порано беше настан за Скопје, затоа што беше активна и насоката модно креирање, па бевме пионерите во модните ревии во Скопје, ама не комерцијални модни ревии, него токму некакво уметничко исполнување на фантазии, значи нешто што е тешко да се носи, изгледа како скулптура, изгледа како објект. Така. Underground, да. Па добро, тоа беше градењето на таа визуелна култура на градов. Такви имаше
ова е, мислам, далеку е од уметност, повеќе активизам, ама имаше такви треш фешн, например, со Да. ѓубре. Добро, не Со беше овде се секој- да, треш. да, знам, Овде знам, беше, затоа и тоа- реков овде далеку. беше да. фино организирано тоа. На почетокот беше и во договор со фабриката Тетекс во Тетово, значи така. таму се изработуваа моделите. Потоа, јас кога бев студент, ги изработуваа во договор со кројачи, значи професорот, Така. професорката ја водеа наставата кон изработка на скици, нели, коментари и консултации за тоа како да се изработи. Некои сами шиеа, некои во соработка со шнајдери и кројачи. Така. Ама беше многу интересно. Рековте визуелна култура, одговорна сте за визуелна култура. Што се спаѓа во визуелна култура? Односно, каде се ја среќаваме ликовната уметност во секојдневниот живот, дури да не сме свесни за тоа? Ликовна уметност или визуелно? Па, ете, не знам дека има разлика. Ме молам објаснете. Во принцип, границите, нели, кога се зборува за визуелно и ликовно, ние обично сега во новите програми кои што ги пишуваме или некакви апликации, сегогаш инсистираме да стојат визуелна, коса црта, ликовна уметност. Бидејќи и ликовното е исто визуелно. Особено па сега, не скоро, уште од 20-тите години, се што спаѓа во визуелно, спаѓа и во ликовно. Значи, филмот до некаде е ликовна уметност. Не зборам за долгометражни Така, филмови, него зборам така. за кратки уметнички филмови Така. или пак за видеоарт, или пак за видеото како дел од ликовното изразување. Нели? Границите што е уметност, што не е, се многу мали. Битно е многу да се поседуваат информации, нели, Така. за досегашни достигнувања од секој сегмент на ликовната и визуелната уметност и да се следи што се случува на светската сцена и кои се оние имиња кои што се битни, меѓутоа тоа да биде селектирано. Она што јас го имам како проблем со студентите е што не ја поседуваат, особено на почетокот, што не ја поседуваат селективноста, бидејќи сега многу ви се лесно достапни информациите, нели, на Така. интернет, меѓутоа ја немате дисциплината за селективност на информации, нели? Понекогаш ви се допаѓа нешто, а всушност тоа не е ништо, значи не содржи никакви вредности, а вие мислите дека е да. добро. Значи, проверувањето на изворите и од каде е тоа нешто добро е многу битно, нели? Слично како на која е точна информација во вести, а која не е точна. Факт чекинг, Да. многу важно, на вистина. Тоа и можеби потекнува од тоа што сме се уште Мислам дека сте уште под импресија, Млади, да и деца, не, условно и уште кажем. под импресија на, значи, и вие имате проблем, имате премногу информации. Да, значи, да, јас да, кога да, бев да. на ваша возраст, ние консултиравме лексикони и библиотеки, значи, и стручни книги. Замисли, сега тоа го Сега имаш на еден библиотеката и допир. телефон. Сега еден го имате допир, тоа на еден клик, значи, меѓутоа ја немате селективноста, тоа комисиски да биде разгледано. Да, ме да, сваќате? да. Значи, Да. му текнало на некој да напише нешто, не е проверено дали е точно, а може да го објави, така? Да. И може да биде прифатено како вистина. И никој скоро не се Да. замара да го доистражи. Точно, точно. Што е, како и зашто. Затоа мојот совет кон студентите на факултет за ликовни е секогаш и да најдат нешто интересно, што е на интернет, нели, им изгледа дека е добро, мислат дека е тој автор добар, сепак да Така. си проверат во стручната литература дали навистина е тој Така, автор добар, така. нели, бидејќи не постои само стручна литература која што го ја опфаќа уметноста од минатото, туку имаме и литература која што ги опфаќа и современите текови, значи и денешните настани, значи имате институции кои што се реномирани и кои што промовираат одредени автори, така. Така. И го дават последниот збор. Е така. А има ли разлика, зарем не е тоа субјективно? Што е разликата помеѓу добар и лош автор, како што велите? Не е субјективно во кој смисол? Па не знам, јас некако имам Уметноста е комплетно субјективна. Значи, меѓутоа Така. мора да се исполнат одредени критериуми за да се каже дека е нешто добро или не е добро.
Значи која е целта на уметноста? Не е целта на уметноста да биде допадлива. Така? Така? Нели? Така. На вистинската да, уметност. Значи не е да. се па естетика е веќе друго прашање, нели? Да, некако ако се допадне, тоа му доаѓа како додатна вредност во ред, ама не е тоа целта, предпоставувам. Значи, она што ние ги учиме нашите студенти е да развиваат идеја и како Така. тие да ја представуваат својата идеја ликовно, визуелно. Ме сваѓате? Значи, исто како што писателката пишува Така. роман или поезија, уметниците би требало својата идеја визуелно да ја искажат. Значи, се е до идејата. Ме сваѓате? Така. Ова другото е секогаш нешто што помага кон изразување на идејата. За другото мислам да биде добар цртач, нели? Да го владее цртежот, така. да знае што е естетика и кои се естетските елементи, така? Добро. Да владее со нив. Да го постави уметничкото дело онака како што треба за да го свати гледачот. Океј. Значи има многу сегменти кои што треба да се опфатат. Ако е тоа без идеја, сработено, ако нема целна група, Во ред. која е поентата? Значи не треба само окото да го задоволи, туку треба и умот. Ме смаќате? Да. Тоа не потекнува уште од сега, тоа потекнува уште од 1920-тите години. Значи пионер на тоа е Марсел Дишан, не знам дали сте чуле. Не. Бидето. Писарот, Океј, тоа океј. Е па него. наопачки свртен, да. Тоа е негово дело. Уствари да ја натараш публиката да размисли за твоето дело. За тоа што го прикажуваш. А нели е многу често, например, отворена, особено абстрактната уметност, отворена е за безброј интерпретации, за некако е потполно препуштена на субјективизмот. Па зависи ти како ќе го представиш пред публиката. Така. Може да го представиш како дело со одредена идеја и дека тоа значи само тоа, или може Добро. да го прикажеш како дело за кое публиката има слобода да размислува и самата да си ја зададе темата, да открие идејата. Многу е важна таа и тоа посредување помеѓу авторот и публиката на некој начин. Мислам, тоа е самото дело, ама и нешто што е делото како екстензија, да речеме, на авторот, како негова идеја. Многу е важно тоа посредување помеѓу делото и публиката, предпоставувам. Тоа се одредени дополнителни објаснувања или целата поставка, веројатно. Не знам, ова е само како отворени прашања ги поставам. Значи и апстрактна уметност споменав, и во апстрактната уметност постојат повеќе правци. Така. Меѓутоа за нас уметниците, она што е битно е за да се дојде до апстрактна уметност мора да се совлада реалното. Аха, во ред. Така, во Значи ред. тоа се нивоа Да. на достигнување. Значи апстрактната уметност во себе носи многу. Значи носи, зависи ако работи во боја, нели, во колоритно многу работи уметникот. Значи бојата си носи одредени сензации кои што делуваат Така, на нас. така. Секоја боја си има своја карактеристика, така. Потоа линијата колку е динамична или потегот колку е динамичен, како е работено, значи. Која е целта на уметникот, дали да ги допре чувствата или само да предизвика визуелна сензација, значи. Така. Има многу сегменти кои што се опфаќаат и со апстрактна Да, уметност. да. Меѓутоа никогаш не треба да се гледа дека апстрактната уметност потекнува од ништо. Таа не потекнува од ништо. Значи секогаш има некаква предложка. Дали е тоа пејзаж кој што е развиен во нешто апстрактно, дали е тоа емоција која што се обидува да ја представи со потек и со боја, тоа останува уметникот да си каже, нели? Ја често им зборам, Милена знае, дека времето кога уметникот кажува моето дело зборува само за себе е завршено. Значи уметниците мораат да знаат како да го објаснат своето дело и да укажат на изворите, нели? Од каде потекнува идејата, зошто се инспирирале. Значи секогаш мора да има експликација која што обично во современите дела стои покрај, значи во современите поставки стои покрај делото, Така. доколку не е жив авторот, нели, за да објасни и да Да, каже на критичарот. да. Секогаш има едно парченце хартија, Така, Кое што текстче? текстче. што објаснува која била идејата на уметникот. Значи современата уметност
секогаш бара некакво одредено опознавање претходно. Значи, нормално, ако вие не следите ликовна уметност и не одите на изложби, ако влезете на изложба која што е од концептуален карактер, каде што уметникот изложува, да речеме, кеси за кои што сега се забранети, нели, најлонски кеси, Така. на кои што е нешто напишано, ќе си кажете какви се овие глупости, нели? Така. Меѓутоа, ако ја имате предложката на Марсел Дишан, нели, кој што употребува ready-made предмети и ги става во функција на уметност, или па го знаете Енди Ворхол, кој што Така. употребува работи кои што можете да ги најдете на полица во супермаркет, на рафт во супермаркет и ги става во контекст на уметност, односно ја доближува визуелната култура до обичниот народ, така? Тогаш можете веќе да размислувате за идејата. Тоа е како да влезеш на некој надпревар по крикета, не си видел никогаш крикет, да речеме. Ке ти изгледа како да е... Па ја не разбирам кога гледам крикет и ништо не ми е јасно. Па исто е веројатно Да. на некој начин. Ама она што е многу битно, еве, охрабрување до сите оние кои што мислат дека не разбираат уметност, Така. нели? Уметноста не треба да секогаш само да се разбере, него треба и да се чувствува. Јас, например, не се разбирам многу од музика, обожавам музика, одам на филхармонија, одам на концерти Исто. и ја чувствувам музиката едноставно. Значи, ја можам нешто да кажам дека е добро или лошо, само според некои мои критериуми, нели? Да. Меѓутоа, ја континуирано слушам музика и мислам дека имам изградено некаков вкус. Значи, Се изострува, да речеме, така, значи слухот, турбофолк не поминува кај мене. да. Реално, Така. да. Истото важи и за ликовната уметност. Ако вие доволно често Така. одите на изложби и настани, можете веќе да процените што е што, дали е нешто Добро или добро, дали е нешто лошо. Значи, иако е тоа субјективно за некого, лошото е добро и обратно, ме сваѓате? Така, Меѓутоа, да, за тоа да. постојат и професорите и професионалците кои што ви укажуваат на моментите на кои што треба да се внимава, нели? Да. Која е позицијата на ликовната уметност во животот на еден човек? Зошто би оделе на изложби, да речеме? Можеби прашањето подобро ќе биде формулирано, која е позицијата на ликовната уметност во вашиот живот? Зошто ви одите на изложби? Ајде така, бидејќи вака сега ќе филозофирам. А да и дадеме Милена малце да збори? Ајде, слободно, Јас ќе Слободно. се надоврзам после. во ред. Која е улогата на ликовната Во уметност? твојот живот, зошто одиш ли на изложби? Сигурно одиш. Да. Зошто одиш на изложби? Најпрво, од страна на студент, идам на изложби за да собирам инспирација, Така? за да слушнам некогаш што критичарите имаат да кажат за уметникот. А од друг аспект на човек, идам по изложби и посетувам такви културни настани за пак ета професорката која што кажа да се разбуди некое чувство во мене, да пијам уметност, да си го развивам вкусот за уметност. Така. Да, убаво. Да најдам некој, не знам, стил што ќе ми се допадне, што понатаму ќе ми разбуди чувство тоест љубопитност да го истражам. Она што Милена се обидува да го каже, на свој начин го кажува, Така. е дека кај нас во уметноста речиси се е направено, нели, во сите други области, речиси, освен ако не е инвенција некоја, нели? Да. Меѓутоа, работата е колку ние ќе се надоврземе, колку го познаваме она што е веќе направено, колку ќе се надоврземе и ќе смислиме нешто ново, нели? Заради тоа е многу битно да се следи се што се случува. Така. Јас, за мене, ликовната уметност, визуелната уметност е начин на живот. Значи, јас Така. уште од мало дете постојано сум цртала. Иако додека бев во средно, ја не сум од средно уметничко, јас учев во Јосип Брз и една година учев во Америка. Само додека бев во Америка имав периоди кога многу сликав, цртав и работев керамика, додека бидејќи бев во Јосип Броз не беше многу посветено внимание на ликовната уметност, повеќе Так. на историја на уметност, ама
секогаш следев настани. Значи дали од ликовна уметност, музика, литература, значи сите уметности е многу битно човек да ги следи за да има богат дух. Затоа што сиромаштвото на духот предизвикува несреќни личности. Кога е личноста богата духовно, може да разговара со голема група на луѓе. Ме сваќате на различни теми. И следејќи уметност, следејќи книжевност, значи може, како што рече Милена, да се добие инспирација за нешто што некој го размислувал, а сега е променето. Бидејќи ние уметниците сме на некој начин хроничари на времето во кое што живееме. Без разлика дали ние обрнуваме внимание, нели, не мора да зборуваме за политичката состојба во земјата, ние зборуваме за нашето секојдневие, секогаш. И тоа сакале или не отсликува некаква состојба на денешницата. Дали ме разбирате? Дали материјалите кои што ги користиме за изразување, значи се менуваат тие со текот на времето. Иако во сликарство уште се работи со маслени бои, меѓутоа се работи и со акрилни сега, кои што се многу подостапни. И тоа е на некој начин хроника на времето. Така. Многу интересно. Пробувам да најдам нешто. Јас имам, мислам, порано повеќе размислував на овој начин. Сега кога разговарам со вас, сваќам дека малку сум отапен. Малку ми е умот стана по-прагматичен и по-инженерски, да кажам. И тешко ми е да се ставам на таа фреквенција за да го разберам чувствувањето, за да го разберам тоа препуштање. Некако со текот на времето почнав многу да јас да сакам да контролирам и пробувам да го разберам, но каде мислите дека ми е проблемот? Проблемот. Ја имам во фамилија многу инженери. Електроинженери, технолози, инженери. Меѓутоа сите на некој начин биле отворени кон некаков тип на уметност. Може би е тоа фамилиарно, нели, да ни е битно и емотивното и чувствителноста, нели, на различни нивоа. Иако мислам дека ја играм голема улога, нели, со мојата визуелна експресија и некаква слобода на размислување. Се балансира ситуацијата. Да, меѓутоа, она што е многу битно е дека за нас уметниците 2+2 нели не е 4 или 1+1 не е 2. Затоа што ако имате жолта и сина боја, вие не добивате само жолта и сина, него добивате и зелена, значи се 3 и плюс варијанти на сите тие. И сега таа слобода на дух што имаат уметниците, затоа мислам дека нашите студенти се многу среќни луѓе, затоа што имаат им нудиме слобода на размислување и слобода на движење, значи они не се седнати во клупа, тие функционираат во ателје во кое што е дозволено да се движат непречено, нели? И мислам дека не треба да се гледа на нас само како фантазери и нереалисти, нели, кои што не живееме со двете нозе на земјата, туку на луѓе кои што имаат идеи кои што можеби вие инженерите мислите дека не може да се направат, меѓутоа кога ќе не видите нас, добивате некаква по инерција, некаква енергија за да може да фантазирате дека ќе ги реализирате. Бидејќи еве на пример Никола Тесла бил многу близок пријател со Марк Твен. Така. Мислам, знаете кој е Марк Твен, нели? Секако, да. Така да, он исто бил голем визионер, па дури и денеска уште, нели, не се знае за Никола Тесла, зборувам, нели, не се знае докаде све неговиот ум достигнувал, меѓутоа сакал да комуницира со уметници, не мора со визуелни уметници, нели, меѓутоа со некаков тип на уметници. Да, мислам дека тоа е многу јако комбо меѓу уметник и инженер. Ја мислам дека има многу една голема блискост, затоа што па еве Леонардо да Винчи кој што сите го знаат, нели? И сите го знаат. Тој бил и двете практично. Сите го знаат повеќе како уметник. Всушност он бил истражувач, он бил инженер, бидејќи повеќе време посветувал на изработкава на воениве машини, нели, бидејќи бил обично кралски уметник, меѓутоа нели не работел уметност, он
за војската уствари тогаш на работа. Да. А ова што го работел како уметност, он бил фантастичен цртач и бил визионер, меѓутоа се било повеќе на ниво на експеримент, значи тајната вечера тој експериментирал со тоа какви бои, бидејќи не сакал јајчена темпера да користи, значи правил некакви своји експерименти и заради тоа, бидејќи не работел на класичен начин, сега тајната вечера е речиси уништена, нели? На вистина. Да. Не, тоа е баш кога го спомнавте Никола Тесла, тоа ми текна всушност колку се испреплетуваат двете нешта. Обично така се мисли дека уметниците не се со двете нозе на земјата и дека лепдат некаде и си фантазираат, како што рековте, а инженерите се баш во тек со реалноста и знаат и калкулираат, нели? И како што рековме на почетокот, има и добра и лоша страна на двете. Всушност Никола Тесла и кажува самиот дека најголемата заслуга, да речеме, за неговите изуми е неговата способност да визуализира, значи во својот ум веќе да направи слика за да направи слика, она целост, значи на сите тие сложени машини да ги согледа сите елементи, сите ќошиња, сите делови, сите штрафчиња во својот ум пред да почне да црта или да ја работи. Апропо, што е визуелна култура за сегашното време? Така. Насекаде околу нас. Значи, она што го правите низ мобилен кога скролате. Тренингче за значи, палец. Сега сите информации се визуелни. Многу е битно да имате визуелна култура за да знаете да изберете, нели? Селекција на информации, значи, ама во сегашно време и комерцијално се напаѓа визуелно. Да. Па тоа зборува само за потенцијалот и како да кажам и моќта која има визуелната слика врз човечката псих. Иначе кога зборуваме за факултет за ликовни уметности, обично се мисли нели на факултет за ликовни уметности одат само оние кои што знаат да цртаат и не знаат ништо друго да прават. Така. Точно дека треба да се има талент, нели, и да се има желба. Меѓутоа, еве, јас сум чист пример, јас сум, како се викаше тоа, рациновец. Значи, од прво оделение до четврта средно сум скроз одлична. Рациновец. Ова е прв пат да го имам слушнат овака, одлично, да. Значи, ме биваше за сите предмети, бев добар ученик, меѓутоа имав желба. Она што е многу битно да се знае за да се биде добар, успешен студент по ликовна уметност, по било која уметност, е дека треба многу упорност. Така? Да, бидејќи она што е основен страв на родителите, генерално е, нели, иднината на децата, односно дали тие ќе можат да си заработуваат за живот. Така? Така. Меѓутоа, ние на факултетот се трудиме во оние што порано се викаа модули или насоки, сега се само група на предмети, да им понудиме на нашите студенти опции каде што ќе ги обучиме не само за ликовна уметност, туку и за нешто применето, односно нешто што ќе може да им користи понатака за брзо наоѓање на работа. Доколку тоа ги влече, нели, ако не се доволно упорни да бидат ликовни уметници. И себични. И себични, да. Себични. Браво. Борет? Да, така да сега за сега ги имаат опциите за графички дизајн, сценографија и конзервација. Така. Меѓутоа, од следната година ќе имаат можности за моден дизајн. Имаме неколку курсеви кои што повеќе се посветуваат на она што се нарекува нови технологии, кои што не се веќе нови технологии, значи на дигиталното. Така да се обидуваме и со новиве програми да го следиме трендот кој што е се присутен, нели, познавањето на дигиталните техники и нивната употреба во креирањето на визуелна култура. Да. Тоа си размислав јас пред да дојдеме тука и да го снимаме овој подкаст. Зошто да постојат толку голем број на курсеви за графички дизајн и зошто тоа го нема, например, на факултетот за ликовни уметности? Зарем не може да биде еден студент кој е дипломиран ликовен уметник
зарем не може тој да биде многу пати подобар од некој што ќе заврши еден курс од неколку месеци за графички дизајн? Чисто како на идеја. Тие курсеви обично, по тоа што имам видено Така? во пракса, се учи повеќе техничкиот дел на програмите што се понудени за графички дизајн. Да. На нашиот факултет предметот графички дизајн, покрај тоа што научи за техничкиот дел на програмите, научи како да се снајдеме во просторот што ни е зададен на екранот Така. и како по ликовно, повизуелно да ги представиме Така е. работите. И мислам дека тоа е големата разлика меѓу кратките курсеви по графички дизајн и правите часови што се на факултетот за ликовни уметности. Да. Пошто Па, пак се тоа е подолготрајни сигурно, и да. по... Извини што те прекинувам. Токму тоа е, тоа е основата зарем не на графички дизајн. Мислам уметноста, сликањето на некој начин. Сега А за сега учењето кој што се поставени работите, за жал, оние кои што се заинтересирани само за графички Така. дизајн мора да ги поминат и оние задолжителни курсеви кои што се кај нас за цртање, нели, и за дали графика, дали скулптура Така, или така. ликовна педагогија или пак сликарство. А потоа во последните 2 години да се обучат и за графички дизајн. Се надеваме во близ... значи веќе има таква опција. Има, да. Да. Уред. Да, Мој меѓутоа пропуст. фондот на часови, иако имаме одлични професионалци, е мал и бројот на наставен кадар ни е мал. Така. Тоа е се еден круг затворен, магичен што го викам јас, нели? Да. На еден подолг период на неодобрување на работни места. Од друга страна, нели, на наставен кадар, од друга страна и принципот на акредитирање на студиски програми кој што оди, нели, на 4-5 години и моментот кога не може да се менува студиската програма побрзо, нели, за да биде тоа подинамичен еден Да, процес, да. така. Меѓутоа се надеваме дека се ова ќе го совладаме. Многу е битно да станеме, значи, што повидливи, ете да може, иако сте вие на шумарски, може слободно да си дојдете на факултет за ликовна и да дискутирате со нашите студенти, бидејќи после 12 ателијата се генерално отворени, нели, ги И немаме обично оние, најполни. да, и најполни обично. И супер. Порано сум слушнал, например, за тие дружби во галерија, во чаршија, колку било тоа живо и колку било активно. И денеска е живо, но мислам дека го нема тој размер како што зборуваат, например, во текот на 90-тите. Во мое време не беше галерија 7, Така? беше безистен. Така, да, Да. другата страна само, Да, беше безистен, меѓутоа чаршијата си живееше и на тој начин, ама не е исклучено и вие како генерација да имате некое свое Ние место. пробуваме малце помалку. Да. Најдобри во тоа се ФДУ, мора да ги пофалиме со нивната академска сцена и бифето најуспешни се Да, ни до фали сега. бифе и на нас. Да. И ние, замислете, до пред неколку години, мислам дека 10 години, на тој кампус земјоделски, шумарски и мебел, трајче од ФДТМ, немало бифе неколку години таму. Значи, замислете колку студенти се таму, колку луѓе, колку се... Ме разбирате, сега тоа бифе работи како лудо. Ама Сулијан е прекрасен, Прекрасен е, особено наистина. во пролет. Да, не ни треба бифе. Не треба Јас бифе, само да. сум дзирнал, никогаш не сум влегол. Само сум успел да дзирнам од надвор и е наистина е прекрасно. Љубоморен сум како некој иде на факултет таму. Искрен. Мислам дека многу им љубомора. Што сакав да прашам нешто и се ми бега, тоа е Ајде нешто друго, па може ќе... Ми бега. Сакам тоа да го... Да, готово, ми дојде. Од секогаш сум размислувал, например,
зборот уметност, што вметнуваме? Дали воопшто тоа значи? Што уметнуваме? Што значи уметност? Пак сакам да кажам, пробувам да разберам, пробувам да се вратам неколку години порано. Јас сакав да студирам на филмска академија, снимав со камера, од таму ми е оваа постапка. И порано повеќе ми работеше умот во таа насока. Сега не сум толку. Навистина, што вметнуваме ние во, да речеме, во секојдневниот живот, што е тоа? Идеи се што ние во глава да го истуриме на Да, создаваме, тоа е на- основното. Создавање како мали богови. да, да. Да, буквално. Тоа е во сршта, нели, создавање, меѓутоа, она што барем мене како ликовен уметник ме прави среќна, е можноста, она што јас го размислувам, што го чувствувам, што можам да го направам визуелно и достапно до другите, значи да си ја пренесам идејата. Така. Меѓутоа, не се сите уметници, нели не им е основна идејата, некој им е основно естетското, значи со естетското да допрат до другите. Така. Ме сваѓате, значи се е до допирање. Ние сме можеби интровертни екзибиционисти, значи меѓутоа има и уметници ликовни, визуелни кои што се бават со перформанс, кој што е многу блиску до глумата, нели? Така. И тие се поголеми екзибиционисти од да речеме ние кои што сакаме да прикажуваме во галерија или во јавен простор, меѓутоа да не бидеме ние лично толку експонирани со Така. своето тело, нели? Така. Меѓутоа сакаме да допреме до што поголема група на луѓе. За жал, со времево групава е некако мала, постојано се гледаме истите луѓе на изложбите. Значи тоа е една група на луѓе која што ги следи сите настани и ние постојано си се гледаме истата група Да, на луѓе. да. Добро, со мали или поголеми промени. Радува сега Лумбарда имаше поставка во Музеот на современа, тоа е извадено од депото на Музеот на современа уметност. Мислам дека ова трет пат да се поставува, имаше огромен број на посетители. Да. Сега јас се надевам дека нема да важи, еве до вас младата генерација, дека нема да важи онаа правило уметникот треба да умре за да стане познат. Да се надеваме на вистина. Страшно. На вистина е Добро, така. сега малце подостапно се Се е има подостапно, меѓутоа надеж. нели, да, треба малку желба од почеток за да се влезе во таа шема, нели, пред идење во кафич, кога има настан од областа на ликовните или музичките уметности или драмски, нели, да се отиде на таков настан, па после може да се оди во кафич или во диско. Ние така правевме. Да. Зошто да не? Со која причина е создаден факултетот за ликовни уметности во 80-тите години? Значи до тогаш постоело средно уметничко училиште. Така? Значи тоа е формирано релативно доцна, не сум ја некој таков хроничар и историчар на настаните за точните години да ви ги кажам. Меѓутоа она што се појавува како проблем тука е што тогаш сите оние заинтересирани и талентирани завршувале средно уметничко училиште и потоа морале да одат на страна, нели надвор од државава за да студираат. Така. Значи достапни биле Белград, Загреб, оделе во Букурешт, оделе во Париз, одели на други места. Меѓутоа оние кои што се вратиле, бидејќи зборуваме за периодот кога е Југославија, нели? Оние кои што се вратиле, а го стекнале своето образование надвор, сакале да допринесат нешто за развој на нашата ликовна сцена, нели, бидејќи не секој можел да си дозволи да оди да студира надвор од Македонија. И 80-тите години доајените, нели, на македонската ликовна сцена се собираат и прават иницијатива, нели, заедно со сите оние органи од власта кои што одобруваат такво случување, да можности да се формира факултетот за ликовни уметности. Тука меѓу основачите се Петар Мазев, Драготин Аврамовски Гуте, Родолјуб Анастасов, Душан Перчинков, значи Хаджи Бошков.
се врвни уметници кои што претходно предавале или во средни училишта, или во средното уметничко, или на архитектонски факултет кој што веќе постоел. Меѓутоа сега се формирал и се добило желба да се формира и факултетот за ликовни, особено бидејќи Никола Мартиновски бил директор на Националната галерија на Македонија, мислам тоа е сегашното име. Така. И се создале можности за изложување на уметност, за следење на ликовната сцена, не само македонска, него и странска, и се појавила едноставно потребата да се создава кадар кој што ќе ги задоволи потребите на нашето општество македонско. Така. Дефинитивно сме ние, мислам дека и во бивша Југославија важиме за народ кој што е многу талентиран за уметничко изразување, не само музика, нели за тоа сме познати, освен тактинската. Така. Нели ората тешко ни ги фаќаат играњето. Меѓутоа и за визуелно изразување, особено имајќи го предвид не само нашите стари мајстори кои што завршуваат академии во странство, туку и од народното творештво. Носијата, ткаењето, везот, тоа спаѓа во женската, она уметничко изразување. Така. Меѓутоа постоеле и многу примери кои што не се евидентирани, кои што дома си работеле, биле талентирани, не биле препознаени. Да. Значи, тоа било добро согледување на општеството дека постои потреба од формирање на факултет за ликовни уметности, за жал во 80-тите години. Да, дури во 80-тите. Да. Навистина. Меѓутоа, претходно, тие наши талентирани индивидуалци завршувале на Белградската академија, академијата во Загреб, на просториите на бивша Југославија, со ретки исклучоци во Париз, во Букурешт, Софија и така натаму. Според твоето досегашно искуство, кој е за нафло? Вака директно да те прашам. Кој некој размислува... Квалификуван? Па, за тоа може после да зборуваме. Например, за приемниот испит. Ама зборуваме само малку за кој според тебе каков карактер треба да биде човек? Мислам и ова е многу отворено прашање, но некој што прифаќа критика и не како се вика по-старински, коњите што им ставаат вака само право во една насока да гледа, него гледа повеќе елементи, повеќе информации, пробува да стигне до некоја крајна цел. Сега не дека на факултет може да се стигне до некој твој стил или нешто такво, ама можеш да почнеш. Може да почнеш и може да имаш слобода да истражуваш, да прашуваш професори, да бараш критики од професори и студенти. И тоа глобално. Само слободен карактер, отворен за работа. Добро, сега ние тука ги покривме и само оние уметнички квалитети, меѓутоа кај нас на факултет имаме и ликовна педагогија, значи имаме и студенти кои што ќе бидат и ликовни педагози. Така да, не секој ќе биде ликовен уметник, не секој ќе истрае во онаа упорна состојба да се достигне нивото за да може да се изразуваш, да твориш и да живееш од тоа самостојно. Некои едноставно ќе се предадат на немаат средства, ќе мораат да работат нешто, дали дизајн, дали конзервација, дали нешто друго, дел секако ќе бидат оние кои што ќе ги обучуваат следните генерации и ќе работат со нив за да се развиваат талентите за ликовна уметност, нели? Така да и тој сегмент е многу битен, нели, од создавањето на визуелната култура.
кај нас доаѓаат на факултет често пати од средните школи да не посетат особено графичко и скулпторско ателје, бидејќи тоа поретко го гледаат, а графичкото па многу ретко, бидејќи имаме преси механички кои што ги користиме за работа, кои што не може да се видат на друго место, освен во ателје на активен уметник и кај нас на факултет. Так. Добро, и во средно уметничко има преси. Да. Точно ли е дека дипломираните ликовни уметници остануваат без работа? Сега ми кажавте нешто друго. Да. Јас ви одговорив според она што ми се случи пред неколку години или не, летово ми се случи, така. А иако пред неколку години може и ќе се согласев со вас дека е тешко да се најде работа. Меѓутоа баш минатово лето, пред лето, пријателка која што има маркетиншка фирма ми се јави, неколку пати веќе сме соработувале за да побара дизајнер кој што ќе работи во незината фирма, меѓутоа кој што ќе биде со ликовно образование, значи кој што ќе биде визуелно добро информиран, значи да не биде само техничкиот аспект поткован, него ќе има добра визуелна култура. И јас на оние студенти кои што биле во моите минати генерации, кои што веќе дипломирале, а знаев дека ги интересирало графички дизајн, им се јавив на 10, сите веќе имаа работа. Супер. Кој во дизајнерска фирма, кој во училиште, меѓутоа сите беа веќе сместени. Да. И мислам некои дури и беа фриленсери, меѓутоа не беа больни да ја прифатат. Не им треба работа. Видете, за да се биде ликовен уметник, само за ликовен уметник зборувам, треба многу упорност, многу желба, и на почеток скромност, бидејќи е тешко да се заработи на почеток, меѓутоа постојат милион начини на кои што може еден ликовен уметник да заработи. Најубаво би било, нели, сите би биле пресреќни да бидеме фриленсери и да можеме да живееме од тоа. За жал ние живееме во едно релативно сиромашно општество, и дури имаме богати луѓе, меѓутоа за жал сменети се сталежите, додека јас како студент можеби и продавав повеќе од колку што продавам сега ликовни дела, да. Меѓутоа тогаш беше поинаку, значи онаја средна класа која што беше доволно образована и заинтересирана за вистинските вредности, можеше да си дозволи ликовна уметност, додека сега е поинаку. Значи веќе таа класа станува сиромашна, се надевам дека во иднина ќе успееме тоа да се промени. Да. А ретки се оние... Ајде да не зборувам, да нема врска. Меѓутоа со глобализација постојат можности, нели, да се биде присутен на интернет. Тоа студентите многу подобро го знаат од мене, значи они се повешти, имаат повеќе време бидејќи се бават само со нели со своето творештво и со себе промоција, така? Така да они многу повеќе имаат информации за тоа како може да се биде присутен на онлайн сцена. Како фриленсер, како видливост, едноставно, тоа добро, јас знам дека треба да имам веб страница, меѓутоа немам време да сработам веб страницата. Така. Меѓутоа тие го имаат времето да го направат тоа, бидејќи верувам дека иако нели многу куратори идат по куратори се оние историчари на ликовна уметност кои што водат изложби, нели избираат одредени автори од различни ликовни сцени за да учествуваат во еден проект. Значи иако тоа оди обично разговор лице во лице или контакт еден на еден, сепак и тие истражуваат на интернет за да пронајдат соодветен автор кој што ќе им одговара за одредена изложба. Така да видливоста е многу битна работа. Во ред, како се одвива приемниот испит на ФЛУ? Сега, до лани, значи покрај пријавување, како и на другите факултети, е еден ден цртање портрет по жив модел. Така. Еден ден, вториот ден се црта акт исто по жив модел, значи црташ на човечко тело, меѓутоа по жив модел. И третиот ден, во зависност од тоа на која катедра се конкурира, е различно. Дали е црташ на мртва природа лавиран туш, или е
работа во боја на сликарство, Да. така беше, да, со темперни бои. На скулптура е 2 дена, глава. Портрет, да. Глава Така. во глина, изработување. Порано беше 5 дена приемниот испит, сега е 3 Многу дена постражен. и многу постражен, да. Значи беше 5 дена со доставување и на портфолио покрај другото и сега сме во процеси на размислување, бидејќи некако постои фама дека е многу тешко да се влезе на факултет за ликовни уметности Така. како студент. Мислам дека е тоа повеќе некој страв кој што се набива отколку што е навистина е така. Значи сакаме да се прилагодиме и да биде приемниот испит и подготовката околу приемниот испит да биде поинтересна и примамлива до оние кои што сакаат да бидат наши идни студенти. Значи, размислуваме за и да го вратиме портфолиото, значи на подготвување на цртежи кои што се селектирани за да се представат пред комисијата. Може би ќе го скратиме времето за цртање. Во фаза сме на размислување, меѓутоа да, ќе остане приемен испит сега за сега. Да. Бидејќи е многу битно да се види како работи, како гледа кандидатот кој што сака да влезе кај нас, бидејќи имало и случаи кога имаме цртач кој што не бил доволно подготвен, меѓутоа ние како професионалци од цртежот можеме да процениме дали ќе се развива или нема да се развива. Се препознава потенцијалот. Се препознава дефинитивно. Да. И интервју да Така. го ведеме, бидејќи е многу битно начинот на размислување и сакаме едноставно да видиме со колку интелигентни, нели, образовани личности ќе имаме, бидејќи од тој разговор многу може да се процени општата култура, нели, интересите кои се, значи, и едноставно слободата на размислување и разговарање, бидејќи мислам дека и средните училишта треба да го потенцираат тоа дека нема погрешно прашање кон професорот, дека секое прашање треба да се одговори без разлика колку звучи смешно за професорот или не. Затоа е толка си подкастов цел. Да. Да. Имате ли нешто што сакате да го додадете што не го кажавме досега? Што сум го испуштил? Што може да се каже? Не сме многу долги. Не знам колку траеме до Колку сега? треба да траеме. Саат и 5 минути. Да. Саат и 5 минути. А колку Добре. е планирано? Па планирано е максимум 90 минути. Саат и пол. Па можеме Сега- уште да збориме ако сакате. Да, слободно. Не знам. Јас навистина би сакала да додадам дека се надевам дека младите генерации ќе имаат желба да следат и дека можеби со подкастов ќе допреме, нели, да се поотворени кон, бидејќи еве јас сум веќе во една фина возраст кога знам дека цел живот се учи и дека учењето нема да ви престане со факултетската диплома. Да. Не знам колку е актуелно уште доживотно учење на УКИМ. Меѓутоа јас го прифаќам широко градот, бидејќи сум поборник на запишување и на повозрасни луѓе за следење на одредени курсеви, што е карактеристично обично за западните универзитети, кога не мора да се добие диплома за одреден курс, меѓутоа едноставно чисто заради себе образување или за себе надоградување, постари граѓани или граѓанки се запишуваат на одреден курс на факултет и го следат тоа. Значи, како што на времето сме оделе во Центар за странски јазици за да учиме одреден јазик, нели? Зошто да не се запишуваат на одредени курсеви и кај нас, бидејќи често го добивам прашањето, а каде можам јас да учам да цртам, значи од повозрасни луѓе или да сликам. И еве факултетов се труди да оние подготвителни курсеви кои што ги нудиме обично за наши идни студенти, сега да ги понудиме за сите возрастни групи, значи секој што заинтересиран да научи, да црта по жив модел или па на одредена друга тематика, сега нели ќе гледаме кој што го интересира, да нудиме одредени такви курсеви за да бидеме поотворени до
јавноста во Македонија за да знаат и каде е факултетот и што се случува и што се учи. Така, навистина, зошто да не? Тоа е една од идеите што ми дојде додека разговаравме покрај графичкиот дизајн. Графичкиот дизајн е многу актуелен, нели? Да, сите зборуваат за графички дизајн, тоа е Јас си мојот прагматичен, тоа е. Тоа е. Да. Меѓутоа, графичкиот дизајн е толку широко поле, нели? Тука влегува и веб дизајнот, тука влегува и илустрација на книга, влегува и дизајнирање на книга, влегува правење на постер, правење на едно цело брендирање на фирма, да речеме, или пак на институција, значи има многу подкатегории. Така да на факултетот се трудиме да опфатиме што повеќе категории, додека оние курсеви кои што ги спомнавте се строго наменски кон една категорија на опфаќање на графичкиот дизајн и во подготовки сме на отварање на прв и на втор циклус за графички дизајн. Се надеваме тогаш ќе има поголем интерес, меѓутоа за тоа нели требаат и просторни услови, треба опрема пред се, нели, и треба наставен кадар во поголем број. Соодветен, да. Не, затоа што ние сме мал факултет, ние сме 20 професори, 19 професори и една асистентка. Сега си мислам, да, и кај нас е исто. И тоа е тешко за покривање, значи сите наши амбиции и настава е тешко да се покрие со толку мал наставен кадар, особено кога имате правила на оптеретеност на наставниот кадар со толку и толку часови, нели? Нормално, да, бидејќи што би сакала да ти им препорачаш за сите што размислуваат, например, да се запишат на, односно да конкурираат на факултет? Дека не е толку страшен приемниот колку што звучи. Тоа најпрво. И дека што знам? Да размислам. Дека вреди да се проба. Да, не треба вреди да се проба. Стварно не е страшно искуство и не знам, јас зборам малце по лично, пошто сум од средно уметничко, ама еве со колеги што се од гимназии. На нив им е дури поинтересно. Да, на нив им е дури поинтересно. Се соочуваат за прв пат. Немаат проблем со сите тие технички термини, лавираан туши, може би сето на тоа што почетокот, ама обично оние кои што не се од средно уметничко се малку по бидејќи мислат дека заостануваат и се по ревности. Се по-ревностни, меѓутоа позаинтересирани за да ги достигнат од студентите кои што потекнуваат од средно уметничко, па дури многу брзо и ги надминуваат затоа што Да, пошто не знам, на многу различни начини се учи во средно уметничко и на факултетов. И ние од средно уметничко доаѓаме со веќе некоја зацртана идеја за тоа како треба да се работи, а они немаат уопште идеја и учат од ново и кога нешто учиш од ново е многу полесно да стигнеш. Која е разликата помеѓу учењето во средно уметничко и на факултетот? Освен тоа што е на повисоко ниво, претпоставувам. И тоа е тешко веројатно да се каже кога станува збор за уметност. Прво возраста е различна. Така. И начинот на кој што се предава, претпоставувам дека е малку, не многу различен, меѓутоа возраста на средношколец и студент различно може да примаат информации различно, нели? И мислам дека на факултетот, барем мојот пристап е таков и на повеќето колеги е повеќе соочување не толку со мајсторството, значи со користење на craftsmanship што се вика, нели, не само талентот кој што го поседуваме природно, кој што го развиле до одредено ниво и кој што секако може да се доразвие, нели, до врвни квалитети, меѓутоа повеќе кон развивање на уметници, нели, не само за нечи, туку уметници. Така, развивање на сопствен израз, што исто така не сите го достигнуваат до крајот, до завршувањето, до 4-та година, меѓутоа до одредено ниво сите мора да го задоволат. Има и поуспешни и понеуспешни, нели, студенти кои што достигнале во развивањето на сопствениот уметнички израз, меѓутоа повторно
по завршувањето останува на нив, нели, без разлика дали ќе се запишат на постдипломски или не, останува на нив колку тие ќе работат на своето надоградување и изразување за да дојдат до сосема собствен уметнички израз, бидејќи додека се школуваат, додека студираат, менторите се тука кои што влијаат на одреден начин, нели, немој вака да размислуваш, нели, насочување, да, насочување, не го употребувај тоа, тоа може да биде поинаку сватено или направи го ова на овој начин, на оној начин, значи влијаеме некако со нашиот сензибилитет, да. Не само на менторот и на другите, нели, барем во графика тоа многу слободно, секој да го каже својот коментар околу создавањето на делото. Кај нас зашо не пробаш вака? Така. Не е ова добра, него зашо не пробаш вака, да речем? Така, види дали вака е боље. Да. Добро, секогаш има различни размислувања и сега зависи од, нели, од студентот дали ќе го прифати тоа или не, меѓутоа секогаш е добро да се проба за да се види кое е подоброто размислување и кое влече кон својата насока, нели, она што сака да се каже. Ама мислам дека иако не зависи се од нас професорите, нели, најмногу зависи од студентите. Сепак, колку се тие заинтересирани да научат, да истражуваат и да се изразуваат. Знаењето е тоа, практично. Знаењето се стекнува, за жал не може да се сипе со инка, нели? Значи, мора да бидат љубопитни, мора да истражуваат, мора да бидат свесни за она што е направено пред нас и нив. Така. Затоа што, нели, како што кажав, ние се надоврзуваме на нас, светот не почнува од нас, почнете одамна. Мора да се надоврзат, така, за да бидат свесни за, нели, за оние востановени вредности, тие се воспоставени според некаков критериум и дали тие ќе се движат во насоката на продолжување на такви критериуми, ќе воспостават нови критериуми кои што ќе бидат исто така добри. Така? Ме сваќате, секој си го, ја мислам дека секоја генерација си носи некоја своја одговорност кон воспоставување на одредени критериуми. За жал, многу ми е криво што слушам, нели, кога шетам низ градов навечер, што слушам во многу кафичи лоша музика и како млади се забавуваат на таква лоша музика, па дури и многу млади луѓе што одат во кафана. Да. Мислам дека енергијата треба да биде поинаква, значи покултурна. И покултурна, ја не велам дека треба да идете, нели, на филхармонија и да седите на концерт, меѓутоа едноставно. Ама па и тоа зошто да не? Се разбирам за некој што излегува по кафичи колку му е далечен тој момент на одење на филхармонија, но тоа и тоа на крајот на денот е... Вие кога сте биле последен пат на изложба? На изложба? На Ташковски, кога беше во Дауд Пашинама, ама и тоа е одамна, пред година дена. Пред година дена. Не, барем еднаш месечно еве. Правило, а посебно пред во ноември и декември врие од настани културни во Скопје, така да, ама барем еднаш месечно поставете си цел. Ке критикува, па гледаш. Какви сме како луѓе. Мислам дека е тоа многу битно. Значи следење на ликовната сцена, следење на музичката сцена и на драмските уметности секако. Мислам дека за сите е корисно, нели? Богатството, го кажав тоа веќе, богатството на духот ја носи слободата на духот, а слободните луѓе се секогаш среќни. Сега не зборувам ја за слобода без почитување на никакви правила, меѓутоа едноставно слобода на мислата е многу многу битно и тоа сите не прави среќни. А тоа што го добивам од овој разговор на некој начин е што не може баш рационално и да пробуваме да најдеме некоја практична сега примена зошто некој би се запишал на ФЛУ, пак завршуваме на графички дизајн. Многу е поразлична, не знам како да објаснам. Ама зошто така? Па битно е да се биде и ликовен уметник, нели? Тоа сакав да кажам, баш така сакав да го завршам излагањето.
Не, постојат различни фреквенции на реалност. Зависи ние на која ќе се вклучиме веројатно. Може да се И убацам? апсолутно. Прво прашање, Милена не беше со мене од прва година, јас ги наследив од професор кој што отида во пензија. Прво прашање на оние кои што се запишуваат во мојата класа е зошто се запишале на овој факултет и зошто токму графика. Добро. Јас кога се запишував на факултет, мојот идеал беше јас да станам следен Микеланджело или ме сваѓат. Да. Значи, воопшто не ми интересираше материјалното. Јас сакав само да бидам авторка која што ќе биде присутна во музејски изложби Така. и ќе биде застапена во релевантни книги, односно изданија кои што ќе ја покриваат ликовната сцена на моето време. Така. За жал, сега, кога ги прашувам, значи, како што идат генерациите, се по-материјалистички се ориентирани, за жал. Да. Дали е тоа едноставно лошата состојба на општеството, односно сиромашната економска состојба, не можам да тврдам, нели? Имаме различни категории на економска состојба на луѓе, нели? Имаме и сиромашни, имаме средна класа, имаме и богат сталеж, така. Меѓутоа, она што е поразително е дека сите сакаат веднаш да се вработат по завршувањето на факултетот. Да. Значи, вработување и градење на ликовна уметничка кариера не е возможно. Не. Бидејќи престојот во ателје е она работно време од 8 сати кое што треба да се исполни за да се создаде уметничка продукција. Значи, за да се создаде една изложба, да се реализира, треба работа во ателје. А доколку вие работите на друго место 8 сати, особено во дизајнерско студио, каде што ќе приватно, каде што ќе ве цедат до максимум, нели? И веќе визуелното размислување е поинакво кога сте дизајнер и кога сте ликовен уметник. Бидејќи кога сте дизајнер повеќе работите, нели, на одредено парче, на одреден екран, нели, на тоа е визуелниот момент Така, кој што треба така. го задоволи И за одредена цел. Да, и за одредена цел, бидејќи работите со намера, нели, да продадете нешто, нели, да му понудите на конзумерот нешто или да го примамите да прочита нешто. Овдека погледот е поширок, нели? Треба да опфатите на целна група која што можеби не е толку заинтересирана за визуелната уметност, а пак вие да бидете среќни дека сте го направиле, тоа и задоволни со своето. Значи, многу треба упорност, тоа го кажувам, Така. и треба малку идеализам. Значи, Да. еве, јас имам внука која што е од брат, значи, внука, која што е многу уметнички надарена, иако учи во Орце, значи, меѓутоа мислам дека оној страв за неизвестноста на нејзината иднина како ликовен уметник ја тера повеќе да се запише на нешто што е поприменливо, Да. нели, индустријски дизајн. Да. Така. Да. И тоа не е лошо. Еве, ние на нашиот факултет нудиме да можат да бидат нашите студенти и графички дизајнери, и конзерватори, и сценографи, ќе нудиме да можат да бидат и модни креатори, меѓутоа доколку се доволно истрајни нели, секако да бидат ликовни педагози, меѓутоа ако се доволно истрајни за да по дипломирањето или по завршувањето на магистерски студии си посветат барем 3, 5, 10 години кога ќе земаат учество на разни резиденции или пак изложби, што е исто начин на живот меѓу младите уметници ни светот. До 35 години се нудат многу можности за резиденцијални престои во надвор од нашава држава и на тој начин да се создаде една мрежа на пријателства, што е секогаш многу битна. Значи, тоа би било идеално и тогаш би имале повеќе, нели, ликовни уметници кои што стварно ќе бидат ликовни уметници, а не ќе тежнеат, нели, да идат кон брза заработувачка за живот. Да. Не може секој да си го дозволи тоа и Не не може. сака секој да си го дозволи Да. тоа. Не Меѓутоа, секој сака така да живее. Меѓутоа некогаш па и на
покасни години се враќаат, еве јас сега имам студент на постдипломски кој што има 30 години, сега си се запиша на на постдипломски студии, бидејќи се уште го влече графиката. Нема услови дома да работи. Да. И си вика зошто да не? Зошто да не? Да. Меѓутоа, без уметноста животот би бил многу подосаден и посиромашен, мора да признаеме. Тоа е на крај за клучокот, дека не можеме, како може едно општество, како може, се оди на тоа да се припитоми некако уметноста. Ме разбирате? Значи, никогаш не може да се, тоа е тој прагматичен пристап. Никогаш не може комплетно да отфрлиме уметноста, ама па и се помалку луѓе бираат да го живеат. Не се, тоа и секогаш може би било и во сите времиња. Исклучоци биле тие луѓе кои одбирале, да речеме, да живеат таков начин на живот. Ама гледаме да се припитоми, значи да ги нема тие неизвестности, да ги нема, да си има свое место како и сите други, да речеме, области од постоењето. Па и можеби и тоа. Да, бидејќи кога се остава таков слободен простор, се остави простор за критика. Фино го кажал на нели избегнување на неизвестноста. Во принцип мислам дека храброста е многу битна работа, не само за уметност, за било каква кариера. Значи, да се излезе, ја често им го кажувам на студентите мои, да се излезе од комфорната зона, значи, она што не очекува, непознатото, секогаш не плаши, така? Да. Меѓутоа е многу битно да се излезе од таа комфорна зона, затоа што ако нема нешто што не предизвикува, тогаш ништо не би направиле во животот, така? Ништо не расте. Најлесно е, наједноставно е да се да биде рамно. Меѓутоа тогаш е досадно, неинтересно и нема достигнување. Мислам, што е со рамното? Значи мора да има ups and downs, нели? Така, апсолутно. Мора да има, некогаш ќе се оди доле, некогаш ќе се оди горе. За се е така во животот, иначе не би ценеле кога нешто добро ќе ни се случи, нема да го препознаеме како добро, така? Значи, тоа излегување од комфорна зона на сите им го препорачувам. Ова што го спомнуваме постојано, нели, неизвестноста на тие кои што ќе се запишат на факултет за ликовни уметности во однос на вработување, нели? Тоа сите родители го имаат тој страв. И моите родители го имаат тој страв. Значи ја имав јас се подготвував, нели, не сум од средно уметничко, земав приватни часови за да се подготвам за приемен испит. Сите беа против, дури и баба ми која што беше режисер во детска радиодрама, значи уметнички лик. Така. Само мајка ми ме поддржуваше. Така. Меѓутоа условот беше, ако ти успее од прв пат да се запишеш на факултет за ликовни, супер. Ако не, конкурираш на друг факултет. не си го губи време. Да. Меѓутоа ете, јас станав професор на факултет за ликовни уметности, не веднаш од кога дипломирав, нормално и од кога магистрирав. Имав фриленсер, бев 10 години со огромни резултати. Значи ја имам 20 на кај 30 самостојни изложби на секаде низ светов и на 300 групни изложби низ цел свет. И многу резиденции, многу престои во странство, кои што не сум ги покривала од своји средства или од на моите, него биле апликации во различни институции, фондации. Значи тоа е еден начин на живот за млади ликовни уметници кои што можат да аплицираат за резиденција, да престојуваат во одреден град во друга држава, да комуницираат со сите други кои што се на истата резиденција, слична возраст и на тој начин да разменуваат идеи, меѓутоа сепак да создаваат ликовни дела. Така да не е се црно. Не, никако не. Само треба желба и упорност. Тоа сакав да кажам. Се надевам дека ова допре до оние до кои што требаше да допре. И јас исто, да. Да. Само треба да се направи овој муавет за да се надмина тие. Знам дека јас сигурно не сум за НФЛ, сакам да кажам, после овој разговор. Тоа ми е главната цел. Но важно е да се прават овие разговори, да
да се допре до јавноста, како што рековте, да се објаснат тие недообјаснети работи, да се знае кои се насоките, што е суштината на студирањето, кои се можностите понатака со таа диплома, да речеме, или во овој случај со тој занает на некој начин. Така што ви благодарам, навистина, ова ми беше задоволство. Во секое време може и да повториме. Апсолутно, да. Благодарам. Исто.